Почитуван председател на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитуван Аида Куртовиќ, председавач, и почитуван Џон Симон, копредседавач на одборот на Глобалниот фонд за борба против ХИВ, маларија и туберкулоза, почитуван Питер Сенц, извршен директор на Глобалниот фонд, почитувани делегати од целиот свет, представници на медиумите, почитувани гости. Министерството за здравство и јас како министер за здравство уште еднаш ви благодарам за прифаќањето на поканата да го одржите 39-тиот состанок на одборот на Глобалниот фонд во Македонија. Чест ми беше што бевте дел и од министерскиот состанок на министрите за здравство од Југоисточна Европа, каде што се разговараше за постигнатиот напредок и што треба дополнително да се направи за да се стави крај на епидемијата на ХИВ и туберкулоза како дел од агендата за одржив развој до 2030 година. Дозволите ми со вас да ги споделам следниве заклучоци кои произлегоа од состанокот. Министерскиот состанок се одржа во време кога високата политичка заложба за ХИВ и туберкулоза е исклучително важна во Југоисточна Европа. Во моментов, земјите ја зголемуваат државната финансиска поддршка, додека Глобалниот фонд ги поддржува земјите со највисоки стапки на овие болести, а со помал економски капацитет. Владите на земјите од Југоисточна Европа се посветени на домашното финансирање и обезбедување на пристап до третман на ХИВ и туберкулоза за сите, со вклучување на граѓанското општество и засегнатите заедници. Услугите што ги обезбедуваат граѓанските организации за да стигнат до сите ранливи групи, се повеќе се препознаваат како интегрален дел од здравствените и социјалните системи на земјите. За време на министерскиот состанок, некои од земјите учесници ги споделија своите искуства во развојот, пилотирањето и институционализирањето на одржливи пристапи за финансирање на услуги за клучните и ранливи популации, особено оние што ги спроведуваат граѓанските организации. Другите земји ја препознаа потребата за забрзување на нивните напори во оваа област. Реформите во здравствениот систем, за да се овозможи ова, бараат силна политичка волја и усогласување на сите партнери. Реформите треба да бидат вградени во правните акти и поддржани од креаторите на политиките со силна одговорност на јавноста. Финансирањето е важен елемент, но треба да биде придружено со натамошно напредување на заштита на човековите права. Бидејќи зајакнувањето на одржливоста е тековен процес, диалогот од овој министерски состанок треба да продолжи во рамките и меѓу земјите на политичко и техничко ниво, со вклучување на различни сектори, вклучително и засегнатите заедници и граѓанското општество. Потребно е силна, континуирана поддршка од меѓународните партнери за зголемено домашно финансирање, за да се овозможат успешни транзиции, вклучувајќи и Европската унија, Глобалниот фонд и приватните донатори, особено во однос на програмската и финансиската одржливост на услугите на граѓанските организации за клучните и ранливи популации. Министерството за здравство искажува својата благодарност за улогата на Глобалниот фонд за борба против ХИВ, туберкулоза и маларија за ставање на крај на епидемијата на глобално ниво и во рамките на Југоисточна Европа. Сметаме дека е важно да продолжат тековните напори на Глобалниот фонд за зајакнување на одржливоста на националните одговори на ХИВ и туберкулозата, со земање предвид на напредокот, подготвеноста, способноста и предизвиците на земјите. Ви благодарам.